Еве сме назад во вториот дел од емисијата Утрински зрак. Ова утро имаме гостин со навистина ретка и несекојдневна професија. Станува збор за Ивица Поповски, овластен оџачар во Велес. Добро утро и добро ни дојдовте во нашето студио. Добро утро и добро ве најдов и Се надевам дека се осеќате пријатно. па да, се осеќам добро убаво, пријатно, малце на температури на минусови температури надворе е ладно, но Точно. овдека е добро, супер. Предлагам да започнеме со разговорот. Како што кажав јас во најавата, имате навистина ретка и несекојдневна професија. Така. Може ли да ни кажете, еве, што значи да се биде оџачар? Па вака, значи, што значи да се биде оџачар? Значи, тоа е занечиска дејност која што е регулирана со закон уште во 1997 година. Исто така, покрај што има закон, има и правилник каде што наведува како да се движиме, значи како да работиме и значи стриктно по правилникот треба да се придржаваме и ние како оџачари и исто така и собствениците што се на куќите, на стамбените објекти и деловните простори и другите. Значи во правилникот е наведено дека треба најмалце 2 пати во текот на една календарска година, доколку деловните објекти и другите еднаш во месецот. Од кога вие сте овластен оџачар и од кога започнавте да се занимавате со оваа професија? Па вака, видите, значи за да се биде оџачар е малце, пошто е малце тежок и редок, треба да И навистина ризичен. исто Мораме така да признаеме навистина опасна еве професија, Точно, што така, не поради- може секој да работи. Така, значи мора да имате знаење, значи да поседувате некои квалификации, да сте биле некаде, да имате опрема професионална, за да може да ги обавувате работите. Доколку ги немате тие работи, значи доколку немате знаење, квалификација, дали е тоа некој сертификат, значи не би можеле да извршувате таа работа. Еве да разговараме за почетоците. Како вие одлучивте да станете оџачар? Па видите, значи за да се биде оџачар, значи не е стварно доста и тешка и ризична оваа работа, значи мораш прве да си стварно спремен психички и физички, да имаш опрема како што наведов, да имате знаење, значи кога се качувате горе на крововите, значи таму имаме стари кровови, стари летви, стари греди, имате исто така нови и имате табли. Значи мора да знаете да како да се движите по крововите. Значи ние оџачарите сме познати по тоа што се движиме и ја работиме таа дејност на високо од на оџакот, односно поводиме по крововите. Сега доколку го немате тоа знаење, доколку не сте обучени, значи не би можеле да обавувате таа дејност поради тоа што постои ризик и опасност каде што може да се повредите самите вие себе, а може да нанесете штета и кон другите. Значи може да се деси да се скршат керамиди, табли, гредите, летвите и така натака, поради тоа што имаме разни објекти. И доколку имаме движење по пластифициран лим, тогаш значи ние сме безбедни па околу 80%, ради тоа што плехот е малце потешко да дојде до оштетување, отколку што се таблите, керамидите и другите работи. Бидејќи оваа професија е навистина реткост. Може ли Да. да ни кажете од каде го научивте овој занает? Па вака сега, значи занаетов се учи, значи мора да одите на кај некого да ве обучава. Значи кај нас во Македонија е малце потешко поради тоа што за разлика од другите земји како што се Србија, Хрватска, Словенија и другите, значи таму имаат агенции, значи агенции каде што објавуваат оглас, значи бараат оџачари, на тој оглас се јавуваат кандидатите и имаат практична и теоретска. Таа се одвива околу 2 години. Од кога ќе завршат таа обука, значи добиваат сертификати и ги вработуваат преку агенцијата.
А доколку кај нас овдека, значи мораш да поседуваш, како јас сега моментално што сум овластен ожачар, значи доколку сака некој друг да дојде да работи оваа дејност, значи ќе мора да посетува кај нас, да го носиме со нас, да го обучиме, да го спремаме и да му дадиме потврда дека има поседувано обука и да може во надлежните институции да си поднесе барање, да се пријави во занечиството таму во комората, во надлежните институции да си поднесе барање, да наведи врз основа на тоа барање дека има поседувано обука, дека има работено толку години, дека има опрема, дека има знаење и тогаш врз основа на тоа барање надлежните институции му даваат решение, врз основа на тоа решение каде е наведено дека лицето тоа и тоа е овластено да работи таа дејност како ожачар. Еве, каква е работата на еден ожачар, односно вашиот живот е постојано изложен на ризик. Оваа професија е, навистина, еве да речеме, може да кажеме и опасна. Каква е вашата работа? Секојдневно, колку вие сте изложени на ризик? Видите, ние, значи, ожачарите, повеќето се може да се рече, значи може да се рече дека сме повеќе на високо отколку доле на ниско на земјата. Поради тоа што нашата работа како ожачар е да се заврши работата од озгора од кровот. И ние, значи, секојдневно се качуваме горе, ја обавуваме таа работа и после тоа се сивињеме доле на ниско. Значи може да се каже дека повеќето сме на крововите. Другото, Еве, вие ни понесовте и некој, нели за да се биде ожачар, вие треба да ја поседувате алатки за да можете да ја обавувате оваа задача, вашата задача која што е, како што кажавме, навистина тешка. Еве, вие со вас понесовте дел од алатките со кои секојдневно работите. Може ли да ни објасните за што станува збор и кое како се користи, еве малце визуелно да покажеме? Така, значи јас од моје нешто донесов тука да ви покажам на вас, не само на вас и туку на граѓаните на општина, и гледачите и граѓаните на општина Велес, па и пошироко доколку не гледаат. Значи без опрема професионална, значи не можете да бидете ожачари. Значи кај нас овдека се продаваат, значи секаде е опрема за ожачари, хоби, но професионална моментално кај нас во Македонија нема и многу е тешко да се набави. Јас имам нешто набавено, професионална, дел тука имам донесено каде што може да функционираме. Примера, за да може да се функционира, прво и основно ни треба огледалцево, за да може некој ќе стасаме во домот, во соседниот дом, дали е во куќата, дали е во зградата, во деловниот објект или било на кое место, значи ни треба огледалцево. Одиме онаму каде што се упатуваме, каде што е ожакот, каде што е розетната. Значи од розетната го ставаме во огледалце внатре за да видиме дали горе на ожакот има светло. Доколку нема светло, значи после тоа ние презимаме други соодветни мерки. Сега, овдека имам, ова ми служи сајла со малецко фи 80, каде што имаме, значи, тесни мали отвори. Доколку имаме поголема отвор од 120 кај ја користиме ова, а во стамбените згради, значи, каде што се поголеми отворите, мора да имаме поголема четка и наша тека. Тегот ни служи за да може да бутка надоле четката и да врши стругање. Сега, доколку кај нас имаме проблем со ожакот и доколку е запушен, ние имаме една мала соодветна сајличка каде што ова служи за отпушување или одгушување на ожакот, доколку не е загушен ожакот. Сега, од кога ќе ги завршиме сите тие работи и на крај ни преостанува, значи, сето тоа што сме го направиле во куќите, во станевите или во деловните објекти, значи, да ја завршиме со ова минијатурна мала правосмукалка која што служи за чистење на сагите или пепелта од камените, шпоретите, или од печките кои што се користат за пелети. Сега тоа, уште нешто друго да напоменам, овдека имам уште две радиостаници кои што ми служат за соработка кога јас сум горе или сум доле, а имам потреба од лице кој што ми треба помош да ми помогне, значи ние ги користиме за контакт. Сега тука спаѓа уште едно
мала алатка која што ни е, тоа е фенерче кој што мора да биде исто така професионално, за да може да видиме кога сме горе на врвот на оџакот, да видиме дали има гареш, дали има саги, дали има катран или ни е оџакот запушен. Доколку немаме, ние не го поседуваме овој професионален алат, значи ние не можеме да ја завршиме нашата, да обавиме нашата работа. Ете, споменавте и некои луѓе кои што вас ете ви помагаат за оваа работа. Дали во Велес има и некои други оџачари или Да, се тие во има. многу мал број? Има, значи во Велес моментално како овластен сум јас, но има и други оџачари кои што се бават со оваа дејност. Точно така, но се во мал број, од прилика сме околу 4, тука некаде до 5 души. Каде што бројката е многу мала, но сепак се надевам дека во иднина некој поради ова што ние го презентираме тука и го кажуваме дека некои од младите ќе се одлучат да ја работат оваа работа, па така да бројот ќе се зголеми, така да ќе може да интервенираме сите да биде покриената целиот град на општина Велес. Па и пошироко ако може да. Дали еве ви интервенирате на повиците на граѓаните или пак еве сами ги чистите оџаците на куќите и на колективните згради, деловните објекти, скарите и така натаму? Вака, значи, луѓето кај нас, значи, пак ќе кажам, ќе нагласам дека кај нас во општина Велес, па и во Република Македонија, значи, ние јавуваме врз основа на тоа што собственикот кога ќе ни се јави. Додека собственикот нас не ни се јави, тоест додека собственикот нема некој проблем со оџакот, значи се си функционира и ние сме си слободни. Доколку има некој проблем, тогаш ни се јавуваат, ни даваат име, адреса ни дава за да знаеме ние каде да се упатиме, на кое место, доколку улицата не ни е позната, да не пречека собственикот, од кога ќе стасаме на лице место, тогаш ја работиме го работиме оџакот. Значи ние додека не ни се јават не можеме да се отидеме. Доколку ќе кажам надвор од Македонија, во соседните земји како што се Србија, Хрватска, Словенија, таму имат агенции. Значи собствениците на деловните објекти, на скарите, на стабените згради и на собствениците на домовите што се пријавуваат во таа агенција. Од кога ќе се пријават во таа агенција, овластените оџачари што се овластеното лице кое што е управителот на фирмата, значи им се јавува самиот на собственикот, на собствениот број на телефонот и им наведува дека за 3 дена, 5 дена, една недела или на тој ден ќе дојдеме да има човек во собствениот дом, дали е во зграда или било што, да има барем некој за да може да се заврши таа работа. Значи, така функционираат во соседството? Тоа, точно така. Да, кај нас сепак ние чекаме да ни се јави собственикот на објектот или на куќата или на стамбените згради. Колку еве Велешани ги чистат оџаците? Колку вас ве повикуваат? Имаат ли навика да ги чистат и пред и после грејната сезона? Па, да ви кажам право искрено, од самата работа, самото искуство, значи може да се каже има совесни луѓе. Има совесни, стварно има совесни луѓе. Значи полесно е кога сме во собствена дом, во собствена куќа, значи е многу полесно да се заврши работата, да се ичисти оџакот, значи пошто вие сте самиот собственик на куќата и одлучувате или имате некој проблем, ни се јавувате и ја завршуваме работа. Доколку во стамбените згради, каде што има претседатели или куќни совети, како што се кај нас, значи е малце по-отежното чистењето и работењето на самиот објект, ради тоа што треба да бидат претседателот да ги извести станарите, да бидат утредента дома, дека ќе или да има да се напише на огласната табла дека утре на ден тој и тој ќе дојде оџачарот, да бидат значи сите дома, да бидат ќумбињата изгасени за да може да се обави чистењето на оџаците. Затоа малце е по зградите поотежното чистењето. Значи сепак повеќе повикуваат од куќите? Не дека не ги чистат да, но малце е поотежното поради тоа што имаат нели сите обврски, дел се дома, дел не се дома, па ќе мораме наредната ден па да дојдеме,
па доле во подрумите каде што има вратничето, кај што е отворот кога се ичисти, треба да се извади ѓубрето, па клуч немаме, па на работа соственикот, така да малце е потешното, но сепак ги чистат истото. Се придржаваат спрема правилникот кој што во стамбените згради, каде што директорот на дирекцијата има донесено правилник и во тој мора да се придржаваме спрема тој правилник. Колку пати во годината треба да се чисти? Па како што напоменав претходно 2 пати до 3 пати. 2 пати. Да, Значи, 2 пати. Најпретпорачливо 2 пати до 3 пати, но ако има потреба, значи сега ние сме извршиле чистење. Пример, сме биле денес, сме извршиле чистење. Да можно е по месец дена, па да се јави соственикот и да каже дека има проблем со оджакот, па да се изврши чистење. Ради тоа што од причина тоа што може се дрвата водени осојничави и така да што тој катран што треба да се горува, за разлика од дрвото кој што е суво, односно се лепи на внатрешните зидови на оджаците. И тогаш ќумбето веќе почиња да не влече, ќумците се полнат со саги и до состојникот веќе тогаш има проблем, се јавува таа миризба. И има проблем и тогаш мора да се јават кај нас или кај другите колеги да не повикат и да може да се изврши чистење. Покрај еве што сте оджачар, вие сте вработен во територијалната противпожарна единица во Велес. Колку се надополнува професијата оджачар со пожарникар? Па вака сега, значи Да ни објасни. колку се надоврзува, значи едната со друга, значи немаат ни една додирна точка, имаат освен само едно што имаат опасности и ризици. И едната има опасности и другата има опасности. А доколку во однос со работата, ние како противпожарна единица, значи действуваме онаму каде што има оган, каде што има елементарна непогода. А овдека действуваме откога огинот ќе биде изгаснет, значи ќе биде завршена сета работа, тогаш ќе мора да се повика соодветно лице, стручно оджачар и да изврши чистење на самиот оджак. Значи додирни точки, судирни интереси ни едната ни со другата нема. Освен опасностите, ризиците кои што се качуваме горе на крововите. Бидејќи често го поставив ова прашање, бидејќи често имаме слушното дека пожарот настанува еве и од неисчистени оджаци. Така, да. Прашањето беше поставено во тој контекст. Па видите, значи ако не се доволно, значи оджакот во едно домаќинство или во еден стамбен објект или во деловен објект или во за скари дали исто, значи е главната функција за да може да функционира, како што наведов, доколку не се среди, значи доколку не се изврши чистење. Доколку оджакот горе, значи кај што мине низ таванот, не е доволно добро измалтарен, среден како што треба саниран, значи вие ќе имате опасност. Опасност од пожар и опасност од загашување на самите соственици во објектите. Ето токму и тоа ми беше следното прашање. Така. Колкава е опасноста од можно предизвикување на пожар доколку оджаците не се исчистени? Па опасноста е многу голема, па таа дори може да дојде и до фаталност, до човечки живот на самите соственици. Значи, многу пати сме имале исто како професионален пожарникар интервенции, значи односно повеќето за зимниот период е најбитно да бидат добро чистени оджаците, добро средени, да измачкани, измалтарени и доколку се осети некој проблем во самото семејство, во самиот дом, значи не чекате дома да вие превземете мерки. Јавите се на оджачарите или на било кој, побарајте помош, значи не само да не се јавите значи за да дојдеме да завршиме, значи може да се јавите кај нас и доколку имате некој проблем и совет да ви дадеме. Значи што да превземете мерки, значи доколку вие имате проблем, пример, го сабале станувате, го работите, го палите и почиња да ви мириса, да ви се јавува некој дим. Значи земете, направите на превентивна мала мерка, земете и стресете ги ќумците. Од кога ќе ги намесите ќумците, можете да го запалите. Доколку повторно ви се јавува тој дим, некоја миризба, значи тогаш не чекајте, побарајте помош од соодветни стручни лица за да може да не дојде до последици до самиот човек. Ја се надеваме дека слушателите, дека гледачите ќе го слушнат овој апел да ве побараат
за некој совет. Велат дека оджачарите носат среќа. Така. Чувствувате ли вие како човек што носи среќа во секоја куќа каде што чистите? Па, да, точно така. Сум имал неколку неколку случувања, можам и да ги споделам, тоа сам со гледачите. Бев на едно место, само што влеговме во сопствени, значи луѓето имаа проблем, значи 2-3 дена не можеа да се да го средат оджакот, не ме повика, не побараа за помош, отидовме. Не знаех, беа пресреќни, значи кога стасавме кај нив беа пресреќни. До самото пристигнување наше, додека го работевме, добија телефонски повик, им се родило имаат некоја нова принова, така да се осеќаме, да, значи истото и кога одиме ни чаршија, значи не препознаваат и граѓаните. Еве некоја интересна ситуација вака да издвоите. Па има многу интересни, значи ситуации, има интересни и лоши и добри. Значи лошите се ги кажавме, Да, но добрите секогаш точно. А еве тоа што се вика дека оджачарите среќа носат, од каде потекнува ова? Па ова е, значи, потекнува од многу одамна, каде што се уште не било немале струја луѓето, значи не можеле да се греат на печки, на други грејни тела и се грееле на шпорети на ќумбиња. Но имале некои си проблеми како сега што се денешни нашиве кај што се загушуваат ќумбињата. Но кој си паметњаковиќ, кој што го нарекле како оджачар, се снашол во тоа време, земал, го отпушил оджакот, го откушил и од тогаш натаке, значи, го почнале да го бараат доколку имале проблеми луѓето и ден денеска, значи, од тогаш наваке се пренесува од колено на колено, така да малку сакам да кажам дека малце Ви разбирам точно. Бидејќи еве работите на вистина две многу опасни професии. Како вие се одлучивте да станете пожарникар и оджачар? Јас како пожарникар Веќе нешто работам споменавме, околу нели? 13 години, но согледувајќи ги работите и проблемите кога ќе дојде зимниот период дека се палат оджаците, значи тоа доаѓа спонтано. Со самата професија, како што напоменав, значи доаѓа спонтано, ми бев љубопитен зошто се палат оджаците, како настанува палењето на оджаците и зошто, значи, покрај оджаците доаѓа и поголеми последици. И почнав да испитувам, да пребарувам, нормално се знае на интернет, најдов, прочитав, видов, се заинтересирав, контактирав со некои луѓе кај што претходно биле повозрасни оджачари, кај што сега се во пензија, контактирав со нив, се видовме, па бев исто така и кај нив во Србија, можам да кажам. Ме однесоа на некои места, ми покажа како изгледа, како оди практично и решив од тогаш натака да го пренесам и мојата работа и моето знаење. Еве се приближуваме кон крајот на разговорот. Како и што споменавте дел од советите, еве до гледачите еден совет, еден апел од вас како оджачар. Па вака, значи, чистете ги ќумците редовно. Ако имате некој проблем, може слободно да се јавите, да побарате, не само за да дојдеме да завршиме работата, доколку имате и теорија, значи, да ви дадеме, значи, да ви кажеме Нека пракса, теорија, Точно како... така и теорија може и преку телефон, значи да контактираме, да ви кажеме на лице место, ова направете го, тоа направете го, вака направете го, или доколку не можете самите да се снајдете, значи тогаш треба да дојдеме ние во вашите домови да завршиме работата како што треба. Или ако, значи јас сакам да кажам, значи не покушувајте сами, доколку не можете самите да го направите тоа, значи не ни отежнувате нас работата, повикате на нас, ќе завршиме ние работата. Доколку вие самите покушате, пробате, значи тогаш нас ние отежнуваат работата. И малце потешко ќе ја завршиме работата, но сепак ќе биде завршена и чистен оджако за да може на овие минусни температури како што се сега да функционираат. Сепак е подобро стручно лице и Точно така, да, лице, точно така. Значи стручно си е стручно лице, професионално си има алата, доколку нема алат, значи
повикате не ќе биде завршена работата. Се надевам дека гледачите ќе ги применат овие совети. Се надеваме. Јас ви благодарам премногу што бевте дел од нашето студио и што ја прифативте поканата. Се надевам дека ја ќе реализираме и некоја друга средба во иднина. Ви благодарам исто на поканата и на вас. Се надеваме дека следното видување ќе биде не овде, ќе биде на терен, па да видат гледачите и граѓаните од општина Велес како изгледа тоа, до како се од почеток па до крај. Ето, ние од редакцијата на К1 телевизија ќе се обидеме да направиме еден прилог и Ви за вас. благодарам.